периоди 50-34, високи 16 поени предност за тимот на Струмица, избраниците на Златко Зетов, благодарение на одличната партија што ја одигра во вториот период, кој го добија со 29-13. Богоев, Трајче Николов за прв пат во состав за Струмица, Јанушевич, Гоцевски и Јевџич. Петровски, Бајич, Керкис, Костовски, мислам дека се за гостите. Тоа се стартните состави за овој почеток на третиот период. Во меѓувреме прекршок направи со број 9 Јанушевич, прва, односно втора лична за него. Второ коло од првата кошаркарска лига на Македонија. Петровски, топка дода Костовски, Костовски лесно. Четврти поен за Костовски. Намалуваат на 50-36. Богоев, Јевџич, Гоцевски, Николов, обид за 3 на Николов, нема тројка, но и немаше кој да биде под кошот. Пресечена оваа акција од Гоцевски. Во првото коло Струмичани славеа против Пелистер 0-8 со резултат 81-53. Вардар поразен пред своја публика од Куманово, а Куманово и Кожув, македонските представници во прилог на преварувањето, се среќаваат во рамките на оваа второ коло. Богоев во останатите дуели. Одлично Милан Јанушевич овде се снајде под кошот на гостите, успеа да поентира. Повторно се фаворизира шутот од линијата 6-25 кај гостите. Шот ке важи. Јевџич, 14 поени по првото полувреме, реков 3 тројки во првото полувреме, 54-36. Еве го и 55-тиот поен, 17 поен за Александар Јевџич. Петровски, разреден е одбраната, кој правеше прекршок. Николов, права лична ке ова за Трајче Николов. Пајич. Прави чекори Пајич. Некако тешко им одат и понатаму работите на гостите од Скопје. Пама дефинитивно во вториот период кој што го загубија со високи 16 поени разлика, инаку по првиот период успеа резултатски да бидат рамноправни со домакините. Богоев. Јевџич. Пригро со Гоцевски. Овој се ослободи и положува. Немоќен беше овде Костевски да му парира на Гоцевски, кој што го постигнал својот 15 поен оваа средба. 57-36. 21 поен предност. Сега Гоцевски прави лична и ова ќе е четврта лична и веднаш алармира Златко Зетов, го повлекува, свестен е дека ќе му биде потребен во финишот од средбата или во оној последен период. Немања Арсич на негово место во меѓувреме. 8 минути до крајот на овој трет период. Левковски, уште една лична, многу остри изфрлувања праваат домакините да се блокира шутот на противникот. Следниот прекршок ќе биде од линијата за слободни фрлања. Петровски
се разбира во корист на Вардар, доколку се случи тоа. Петровски понатаму, топка добива Керкис, греши, но овде најдобро се снајде Готич, први поени се ова за него на оваа средба. И па и немаше некоја минутажа во првиот период. Николов, Јевџич, Богоев, 57-38, 19 разлика, Николов, нов шут за 3, повторно греши, но добро е што Немања Арсич ја прифати оваа топка. Уште 7 минути до крајот овој трет период. Уште еден прекршок. Јанјушевиќ сега ќе биде Богоев постигнува поени. 14 поен за Богоев, повторно плюс 21. 59-38. Керкис. Кошот ќе важи. Да видиме. Не се пак лична во напад, велат судиите. Да ги подсетам на оние гледачи кои што сега се вклучија Павлов, Феревски и Бошковски. Ја делат правдата на овој надпревар. Ако седат овде во салата парка околу 500 посетители, а сигурно ги слушате и ајдуците кои што дават подршка на кошаркарите на Златко Зетов. Јанјушевиќ. До Немања Арсич, овој освртување четврти поен. Мислам дека Вардар веќе се загуби во ваквата игра на Струмичани. 61-38. 23 поени предност. Петровски. Киркис. Има ли контра? Јанјушевиќ. Положува Јанјушевиќ, дали? Да, бара тајмаут дефинитивно Бранко Андриевски. Незадоволен од тоа како неговиот тим се снаоѓа и резултатски, односно играчки му парира на домашниот тим кој што дефинитивно е во форма и продолжува со исто темпо како што го наметна во оној втор период. 63-38. Александар Костадинов ево игра на местото на Керкис. Петровски. Убав флес на Петровски, може би недостасуваат ваквите поени негови. Први нова средба за сега. Похрабро ќе мора да играат во нападот гостите. Немања Арсич прави лично во напад. 63-40. Костадинов прави лично во напад. Реков, минатата сезона беше дел од кошаркарскиот клуб Милениум, со кого обезбедија пласман во кошаркарската елита на Македонија, но во овој преоден рок пред стартот оваа сезона се пресели во Скопје.
млад кошаркар. Висок, кој што е исто така ошне важно. Ема овде поени за Николов. Петровски. Лична прави. Евтим Богоев. Марио Хасанов забележувам дека ќе влезе во игра на местото на Трајче Николов. Петровски на линијата за слободни фрдања. Резултатот 63-40. Неуспешен во првиот обид Петровски. Во вториот обид да. Трет поен за него. Богоев, Јевџич. Јанушевиќ одби за 3, нема тројка. Костески, Готич. Петровски, Костески. Успешен во дуелот со Немања Арсич, поени влегуваат во серија. Гостите успеваат да направат 5-0, намалена предност на Златко Зетов бара тајмаут. Уште 4 минути до крајот на третиот период. 5-0 прават серија гостите. Тимот на Скопски Вардар, Марио Хасанов. Нема поени за Марио Хасанов. Топката кај Лазаревски. Успешен овде во скокот Арсич. Хасанов. Арсич. Богоев. Готич. Готич постигнува поени. Четврти поен за него. 63-45. Тројка за Богоев. Да се докаже кој е на паркетот, претпоставувам повторно 21 поен предност. Левковски се загуби во просторот. Готич. Лазаревски, обид за 3 на Лазаревски, тројка.
тројкова беше за Лазаревски. Богоев повлечен на клупата, Петре Цветков во улога на плей во овие моменти за струмичани. 66-48, Јевџич. И редно беше да се одбрани, да се одмори Ефтим Богоев. Одземена оваа топка, предпоставам дека некој, дали ја задржа, мислам некој од струмишките кошаркари подолго бил во просторот под кошот на противникот. Лазаревски. Левковски, Лазаревски. Чиста позиција за Готич, тројка. Да, Готич тројка. Седми поен. Касанов. Цветков. Касанов. Ови поени на Марио Касанов. 68-51. Украдена оваа топка, дали стасува? Не! Штета, ова беше добро пресечена акцијата на Цветков, но премногу сакаше во она додавање. Вака поене на Левковски. 9 поен. Минута и 20 на секунди до крајот на третиот период. Струмичани и понатаму имаат висока предност. 68-53. Јевџич. Хасанов. Јевџич. Кошот дали ќе важи? Да, додатно слободно фрлање за Арсич, повлечен е Јевџич. Во игра Сангин Балаш на местото на Јевџич. Останува без поен. 70-53, точно минута до крајот на третиот период. Високи 17 поени предност. Левковски. Кој правеше прекршок Немања Арсич, ова е четврта лишник за Арсич. Ќе мора да бидат внимателни. Центрите на домакините, бидејќи Гоцевски има 4, едноставно го се одмори во овој трет период. Војче Левковски 10 поен. Еве го 11-тиот поен за него. 70-55. Цветков. Хасанов. Мало опуштеност во редовите на струмишкиот прволигаш, но не е исто најсилниот состав на паркетот.
третиот период 70-55 намалена е предноста на Струмичани во предпоследните 10 минути. Не, слаби се. Почнуваат последните 10 минути од овој надпревар во кој што домакините влегуваат со позитива од 15 поени. Но сепак има уште многу да се игра овде. Јевџи чиста позиција, нема тројка. Остануваат во напад Струмичани. Балаш. Богоев. Гоцевски. Чиста позиција за 3, нема тројка. Ке мора да се смири овој шут. Два напади едно по друго неискористени. Керкис. Постигнува Керкис поени. 12 поен во третиот период. Не успеа да биде во листата на стрелци. 70-57. Гоцевски. Напади за Струмичани неискористени. 1,5 минута помина, се топи предност од 15 поени. Ништо овој напад на Вардар. Лазаревски со прекршок над Богоев. Балаш. Хасанов. Јевџич. Богоев. Кошот ке важи на Богоев, ке има и додатно слободно фрлање. Керкис правеше прекршок. Втора лична за Керкис. Гостовски на местото на Керкис. 72-57. Повторно 15 поени предност. Поен за Евтим Богоев. 73-57. Ивковик.
Лазаревски. Дали ова пета лишна на и техничка. Гоцевски предвремено го напушта на преварот, две слободни фрлања за гостите и напад. Двете слободни фрлања ќе ги изведе Ивановиќ Игор. Само една тројка на своето конто во оваа средба. Еве го и четвртиот поен. Пети поен. 73-59, 14 поени предност, напад за кошаркарите на Вардара. Лазаревски. Трета лишна за Евтим Богоев. Уште 11 секунди од овој напад на гостите. Ивановиќ. Лазаревски. Нема овде поени за капитенот Лазаревски, кој правеше прекршок, веднаш се послужил со прекршок Лазаревски. Нервозен е стратегот на Скопски Вардар Бранко Андриевски. Можеби смета дека во овој момент е најбитно да се притисне, да се приближат резултатски, па да се искористи тој психолошки пат кај домакините. Топката кај Богоев. Јанјушевиќ. Балаш. Уште 5 секунди. Јевџиќ. Истече времето за напад на домакините. 6 минути и 40 на секунди, 73-59, 14 поени предност има домакините. Во еден момент предноста беше и 25 поени во 24-та минута од средбата. Костадинов, Левковски, уво со слободи Левковски од Јевџиќ и Балаш. 13 поен за Левковски. Богоев. Јанјушевиќ. Кошот ке важи. Ивановиќ прави прекршок. Балаш, Сањин Балаш. Трети поен за него. Во еден клучен момент да не се падне на психолошка основа. 75-61. Четврти поен за Сањин Балаш. 76-61. Повторно 15 поени предност за домакините. Во напад прави сега прекршок Костовски. Што е досудено, односно Богоев. Јевџиќ. Балаш. Ивановиќ со прекршок.
Балаш повторно ќе биде на линијата на слободни фрлања. Тоа ред често сега ќе се случува со оглед дека имаат кошаркари кои што не се загрозени на паркетот со лични